Астибо. Античкиот, Пеонскиот, Тибериевиот Астибо, Византискиот Стипион, Есклавинскиот, Сагудатскиот, Словенскиот Штип. Ова е модерна сказна за еден нов, за еден ини Астибо, рожба и сведок на помирни брегалнички бранови. 20-годишен убавец пред огледалото на слободата и творечката мисла на Титовиот дух. Зарек, пламена мисла, храброст. И Астибо, инспирација. Астибо, начин на живење, облека во која живееме. Вчера, денес и утре. Во 1962 година, првите 119 конфекцијски работници од Штип го означија почетокот на ова што денес го викаме Астибо. Создаден како продолжена рака за обликување на дел од асортиманот на памучната индустрија Македонка, во чиј состав останува до 1968 година, Астибо ги прави своите први несигурни чекори. Збран во скуден простор, среде тутунски складишта, со ограничени суровински основи, со стручњаци ангажирани острана, без цврста производствена ориентација и визии за иднината. Всушност, вистинското раѓање и преобразба започнува тогаш, во 1968 година, кога го добива и своето единствено име Астибо. Со своји луѓе, со сопствени кадровски и творечки потенцијали, со автентични и оригинални концепции за развој, со луѓе што го сакаат Астибо и чии работни и животни судбини станаа Астибо. Со единство, дисциплина и решителност, тоа е патот што тогаш го избра и веќе никогаш не го напушти овој колектив. Таквата висока мотивираност на сите полиња од делувањето не можеше да не вроди со високо производство, вкупен приход и доход и енормна стапка на вработување. До 1973 година приходот порасна за 30 пати, доходот за 75 пати, а на 380 вработени им се придружија уште 2120 работници, што е повеќе за 8 пати и висока стапка на растеж од 35%. Таквиот динамичен развој требаше да се издржи. Беа нужни жртви и саможртви. Во тие години, личните доходи во работната организација растеа со незадоволувачка стапка од 18%, што беше во голем расчекор со вистинските резултати на трудот. Но без тие свесни самооткажувања, без растечката сила и влијание на општествено-политичките организации, без развиената самоуправна свест и кадровска способност, овој и ваков Астибо не ке постоеше. Тој специфичен концепт на развој, чија суштина се изразува во повисокиот кат на свеста на работниот човек и неговиот работен елан, придружен згора со младоста и ентусијазмот, знаењето и деловноста, рационалните проекции со самооткажувањето и солидарноста, ете ги цврстите столбови на денешниот Астибо. Вистинската асортиманска ориентација, што ја карактеризираат високовредни модни дострели во сите сфери на неговите базични програми. Машки, женски, детски, спортски и други, најде своја потврда во маркетинг концепцијата за освојување на домашниот и иностранскиот пазар, при што 2/3 од капацитетите беа извозно ориентирани. Стеснет под товарот на личната и општествената одговорност, но и свесен за својата моќ, времето од идејата до резултатот да го доближи до границата на фантастичното, тука веќе не станува збор само за тоа да се стигне прв на целта, да се биде меѓу водечките. Тоа не е само предизвик, туку и императив.
Да се биде оригинална клетка и автентична афирмација на општествено-политичкиот тек, но да се копа во ризницата на можностите, а не да се мафта со сезамски клучеви. Да се биде успешна економско-политичка верзија на квалитативните компоненти на стопанисувањето, еден непрекинат од кон нови творечки доблести и содржини. Да се биде плод на новото, на времето на знаењето, а не на импровизацијата, на времето на мултимедијалноста, а не на мистификацијата. Но тоа истовремено значи и да се биде оспоруван и признаван, куден и фален, а сепак да се гази со свој чекор напред. Од 1973 година наваму ќе се почувствува нешто посмирена динамика на производството, на вкупниот приход, доход и на вработувањето, со намалување на уделот на извозот во вкупните капацитети. Во годините на невидениот подем на Астибо се отвара уште една светла страница. Во 6 места од Републикава, во Пробишти, Прадовиш, Македонска Каменица, Виница, Македонски Брод и во Кратово, се формираат конфекцијски погони на Астибо. Извор на екзистенција во нив наоѓаат преку 1000 работници, главно жени, што е особено значајно за некои краишта каде што стопанската структура ја карактеризира рударската дејност. Астибо обид да се достигне недостигнатото, да се надмине ненадминатото, мерка на човекот и померка на човекот. Оној што се познава себе си и постојано тргнува од себе си за да ја исполни, да ја надмине и осмисли својата човечка и творечка немерливост. Воспитан и проникнат во духот на трајните интереси на работничката класа, тој се свртува во правецот на позабрзан развој на неразвиените краишта во Социјалистичка република Македонија. Астибо, тоа е можеби еден вонсериски рецепт за сузбивање на вечниот комплекс на малечкиот град. Потврда за претпоставката дека поимот на провинцијата полека, но сигурно се повеќе се сели од материјалната во духовната сфера. Некој што е имидж, како што тоа сега обично се вели. Имидж на модерните пулсации, ритам и сензибилитет. Некој што секојдневно и непрекинато се самоизградува и надградува. Ги разменува искуствата и ги слуша пораките на најлуцидните умови од ова наше, но и од другите поднебја, во скоро сите области на човечкото умење и знаење. Таквата средина, целосно свртена, отворена и присутна во тековите на оваа разбранета современост, и самата се издигнува себе си до неслутени височини. И нема ништо поприродно од тоа што Астибо наоѓа скоро секогаш нешто ново, нешто ретко, нешто свое да ни каже. Дури и кога само ги гледаме и им се восхитуваме на убавите слики од постерите или модните каталози, тој секогаш е оригинален и свој. Чиниш во прашање само еден лудичко естетски феномен на елеганција и етерика, што несвесно ги впиваме во себе и тогаш стануваме побогати макар само и за една илузија. И не станува, ниту може да станува збор само за висока мода, за ексклузивитет наменет исклучиво на високиот джеб. Едноставно, тоа е мода што се раѓа на ова тло
и му е наменета на човекот од ова тло. А Стибо несени преку 2000 конфекцијски модели во текот на годината. Таа постојана клица и вистинскиот вирус на модните епидемии кај нас и во туѓина. А Стибо не се убавите продавници и бутици ширум земјата. А Стибо пред се и над се е човекот Астибов, Астибовецот. Во 1974 година е изграден и репрезентативен ресторан за општествена исхрана, а исто така и модерни производствени хали со кондициониран воздух, каде 95% од колективот денес удобно е сместен. Создаден е целосен внатрешен систем на општествена грижа за децата на вработените од предучилишна и училишна возраст, за студентите бескаматни кредити, систем на информирање, работничка банка, социјална карта за секој вработен и високи дострели на полето од културата на трудот. Во 1980 година е дадена на користење модерната установа за престој на децата во кругот на Астибо со капацитет за преку 450 дечиња во 2 смени. И таа представува и архитектонско чудо и вистинско катче на Астибовите остварени соништа. Има нешто единствено во начинот како Астибо го анимира, концентрира и организира својот творечки потенцијал. Една година се прогласува за година на културата на трудот. Друга година за година на квалитетот. Трета година за година на надпреварувањето. И се одвива во тој дух. Долгогодишните напори на работните луѓе од овој колектив овозможија решавање на голем дел од стамбените потреби. Со општествени, лични и здружени средства, низ изминатиот период удомени се преку 500 вработени, од кои 2/3 од редот на непосредните производители. Денес се во изградба и нови 250 станови за вработените. Човекот трудбеник, самоуправувач, творец. Членот нова возбудливо 3700 членно семејство, на кого безброј топли дланки, пријателски подадени, цврсто му ја стегаат раката. Му благодарат, му честитаат и го фалат ширум земјата и надвор од неа. Личните доходи ќе бележат видлив пораст и на тој начин ќе се оствари порадикална пресвртница во посестраната грижа за работните и животни услови на вработените. Младоста на Астибо е младост во која жената работничка и трудбеник, мајка и самоуправувач дава основен белег и тон на севкупното живење и работење. Присутна во огромно мнозинство во една солидарност, галаксија, вадо, екзотик или реноме, но и на раководни места и во разгранатиот самоуправен општествено-политички живот. Жената творец, причина и смисла на убавината. Се отвораат сите простори на иницијативата, на творечките мотиви, на стимулансите и надпреварувачкиот дух. Денес тоа се меѓупогонските квизови, утре тоа е борбата за квалитет и така еден постојан циркулум вите околу трудот и создавање вистински култ кон трудот. All around the world, there's a very special
special kind of music. It's the famous sound of that old guitar. Here it comes, that crazy guitar. И тоа е Астибовата иднина. Ја има во секој одблесок на сите злата, сребра и бронзи што сјајат на секаде во Астибо. Во сите 55 саемски награди и признанија. Во златниот Меркур од Меѓународниот новинарски центар од Рим, во златото од Лајпциг, во сите златни и сребрени кошути од Белградскиот саем модата во светот, во сите посебни признанија, дипломи, плакети и прстени и златни ланиња од Белград, во сите билјани, змеови и медали од Скопје, Љубљана, Сараево и каде ли уште не. Ја има во сите 45 награди, признанија, дипломи, плакети, медали и ордени, како на колективот, така и на поединци, од сојузен до општински ранг. Ја има во сите тие 100 достоинства на Астибовата младост.